Во денешното издание на Магазин Плюс ви нудиме совети за возење на вашите автомобили при екстремно ниските температури кои ги имаме. Ви нудиме и неколку совети за тоа како да се навикнете на работните обврски. После празниците, откако добро се одморивме, се навикнавме да одмораме во нашиот дом, да се дружиме со пријателите и до доцна во ноќта да ги гледаме омилените серии. Ке погледнете и едно видео, од кое што ќе добиете неколку идеи за виткање салфети, кои ќе ја направат вашата декорација на трапезата што повпечатлива. Седењето покрај камин, покрај тоа што е навистина одлично и прекрасно во овој период од годината, има и неверојатни психолошки придобивки кои ќе ги слушнете. Дознавате и 15 кул факти за маскарата, која е омилениот козметички производ на секоја жена. И на крај, патуваме во Лондон. Ги дознаваме добрите и лошите страни на оваа светска метропола. Уживајте! Ниските температури кои метеоролозите ги најавуваат за деновите кои следат, ќе донесат врнежи од снег, а со тоа и отежнати услови на патиштата. Возењето во зимски услови бара внимателност, но и подготвеност за справување со условите на патот. Ова се најважните совети за возење во зимски услови на ниски температури. Зимски гуми. Во овие услови ве советуваме да возите со зимски гуми на сите 4 тркала, како и ланци кои се местат по потреба. Со тоа не само што ќе исполните законската обврска, туку и ќе зголемите вашата безбедност. Опрема. Не е лошо со себе секогаш да имате мала лопата, малку песок, стара крпа за бришање, метличка за чистење на снегот од стаклата, спреј против замрзнување на стаклата и спреј за брави. Планирање на времето. Излезете од дома 10 минути порано, за да имате време да го загреете автомобилот, да ги одмрзнете стаклата или да ги изчистите гумите од снег и мраз. Прегледноста на возачот во автомобил со замрзнати или замаглени стакла е неколку пати намалена. Мртвите агли се зголемуваат и се добива впечаток дека возите тенк, а не автомобил. Пред да тргнете. За полесно и побрзо да ги одмрзнете прозорите и ветробранското стакло, вклучете ги сите потрошувачи на струја, светла за магла, запалка, греачот на задното стакло. Стиснете на кочница и вклучете ја климата. На овој начин стаклата ќе ги одмрзнете за 3 до 4 минути, место за 10 колку што обично би ви биле потребни. Кога ќе одмрзнат стаклата едно по едно, исклучете ја климата и останатите потрошувачи на струја кои не ви требаат. Раскомотете се во автомобилот. За време на возењето. Почитувајте ја брзината на возење, посебно во близина на пешачки премен, училишта и градинки. Во зимски услови на возење, супирачкиот пат е за 50% подолг отколку во нормални услови. Држите поголемо растојание со возилото пред вас. Не го менувајте нагло правецот на движење. Поспоро забрзувајте, намалувајте ја брзината со нежно отпуштање на газта и постепено кочење. При влегување во кривина, постепено одзимајте ја брзината и кочете полека. Доколку возите во длабок снег, држите го воланот право за предните и задните гуми да имаат ист правец на движење. Ако сте заглавиле во снег и со гумите вртите во место, ставете патосници под гумите, песок или стари крпи. Така најлесно ќе излезете од снегот. На угорница и на удолница возете со помала брзина од онаа со која би возеле во нормални услови. Бидете колегијални во сообраќајот. Гориво. Во зима секогаш имајте полн резервоар. Без разлика дали сте заглавени во градскиот метеж или имате незгодна на пат. Доволно количество гориво ќе ви осигура топлината која ќе ви биде потребна за безбедно да стигнете во вашиот дом.
Поминавте безброј часови во гледање на телевизиски серии до доцна во ноќта, излегувања со пријателите, многу храна. И сега некако не сте подготвени да седнете на столчето и да се вратите на своите работни места. Но неколку работи можат да ви помогнат да се навикнете на околината. Прво исчистете си го работниот простор. Големи се шансите да имате многу неотворени пораки, писма и недовршени обврски. Прво, концентрирајте се на нив. Брзо погледнете си го вашиот календар. Долго време ве немаше. Време е да се подсетите што правевте пред да заминете на краток одмор и што ве очекува во наредните неколку дена. Не ги читајте мејловите по хронолошки ред, туку по датуми и важни личности. Така ќе дознаете што важно се случило за време на вашето отсуство. Направете си листа на приоритетни задачи. Не можете се да постигнете наеднаш, мора да си одредите приоритети. Правете ги работите една по една. Откако ќе си одредите кои задачи ви се приоритетни, не преминувајте на тоа сите наеднаш да ги завршите, туку концентрирајте се на задачите една по една. Тргнете ги настрана непотребните дистракции. Сите работи кои можат да влијаат на вашата концентрација, најдобро е да ги тргнете надвор од вашето видно поле. Испланирајте си ја првата недела. Добро е да имате некаков правобитен план кој ќе ви помогне подобро да се организирате. И еве уште еден совет за крај. Не останувајте до доцна. Колку и да сакате да завршите се одеднаш, ако останете доцна на работа, на крајот од денот нема ништо да постигнете, освен што ќе бидете преморени.
камините, покрај тоа што се одличен извор на топлина. Исто така се и одличен декор во секој дом. Но освен овие користи, едно истражување спроведено од Универзитетот во Алабама открило дека тие нудат и големи психолошки придобивки за умот. Сите знаете дека седењето покрај огниште е релаксирачко, но сега можете да дознаете и зошто е тоа така. Истражувањата покажале дека гледањето во оган има значителен ефект врз крвниот притисок на луѓето. Додека гледате оган, тој може да се намали дури за 5%. Студијата вклучувала 226 возрастни, од кои било побарано да гледаат видео од бурен оган. Крвниот притисок им бил измерен пред гледањето на видеото и бил спореден со резултатите добиени по завршувањето на видеото. Она што се открило било многу интересно. Кај луѓето кои го гледале видеото со звук, било забележано просечно намалување на нивниот крвен притисок од 5%. Ова не било изненадувачко, затоа што огнот во огништето придонесува за релаксирање. Но кога биле направени неколку измени, чувството на релаксирање кај учесниците било променето. Кај поединци биле регистрирани различни нивоа на зголемен притисок кога го гледале видеото без звук, а тој исто така се зголемил кога видеото кое го прикажувало огнот било свртено наопаку. Огнот придонесува за одвлекување на вниманието од секојдневните активности. Според истражувачите, причината поради која една личност се релаксира додека гледа нормален оган е бидејќи нејзиниот ум е вовлечен во пламенот и колку повеќе се случува ова, тој или таа повеќе се оддалечува од купот секојдневни проблеми. Во оваа мирна состојба, вознемиреноста едноставно исчезнува. Да бидете привлекувани од огнот не е ништо ново. Имено, уште од антички времиња, сигурно не многу долго откако откриле како да палат оган, луѓето уживале да седат околу него, како дел од нивната секојдневна рутина. Тие тогаш сигурно не знаеле како им влијае огнот на нивната психичка состојба, но тој сепак ги релаксирал. Студијата спроведена од Универзитетот во Алабама предпоставува дека еволуцијата има голема поврзаност со нашата денешна фасцинација од огнот. Преди илјадници години, огнот имал поголемо значење отколку што има денес во модерно време, а функцијата на огнот за грејење и за готвење била широко распространета. Сега знаете зошто уживате во пламенот од огнот. Тој го привлекува вашето внимание, ги празни вашите умови и ви дава чувство на мир и релаксација. Па едноставно, искористете ги овие студени зимски денови, за да се опуштете покрај огништето. Истражувањата покажале дека дури 95% од жените наутро не излегуваат од домот без маскара. Покрај карминот, маскарата е најпродаваниот козметички производ, бидејќи е задолжителен дел во процесот на шминкање. А добра работа е и тоа што го менува целиот изглед доколку ја носите само неа. Маскарата дури визуелно ве прави помлади, а вашиот тен го прави посветол. Доколку сте природно руси, може да се случи вашите трепки да бидат толку светли, што нема да се гледаат без неа. Приказната за маскарата е прилично долга, а започнува уште од времето на старите египтјани. Маскарата е создадена во 1913 година, а нејзиниот творец е хемичарот Томас Вилјамс од Чикаго, кој за изработка на овој производ употребил јагленова прашина и вазелин. Уште тогаш жените полуделе за неа. Маскарата е омилен женски производ, бидејќи ги отвора очите, ги прави поголеми, ги нагласува трепките и му дава свеж изглед на лицето. Пред првата употреба на новата маскара, четката треба добро да се измие под силен млаз вода. Четката за маскарата се прави од најлон, кој за прв пат е представен во 1939 година во Њу Јорк.
Маскарата се користела уште од 4000-тата година пред новиот век. Египтјаните ја нарекувале кол, а ја нанесувале со стапче. Важна состојка за создавање маскара е гванин, супстанца која се добива од лушпите на рибите. Гванинот е состојка која честопати се става во различни мејкап производи, бидејќи им дава сјај. Првата кремаста маскара е слична како денешната. Направена е во 1958 година. Се пакувала во шишенца и се купувала во комплет со апликатор. Поголемиот дел од жените инстинктивно ја отвораат устата кога нанесуваат маскара. За тоа постои добра причина. Кога ќе ја отворите устата, станува потешко да трепнете. Да ја оставите шминката на лицето во текот на ноќта не е добра идеја. Доколку ја оставите маскарата на очите во текот на ноќта, следното утро може да се разбудите без некоја трепка. Ниту една маскара не би требало да се користи подолго од 3 месеци. Во текот на нанесувањето, доволно е само еднаш да ја извадите четката од маскарата, бидејќи во спротивно, со четката ќе фатите премногу боја и на тој начин ќе создадете грудчиња, а и ќе го отежнете нанесувањето. Маскарата на Max Factor се продава во секоја минута на секаде во светот, а една Lancome маскара се продава на секоја секунда. Кога нанесувате маскара, визуелно го подигнувате вашето лице. Маскарата им овозможува дефиниција на очите и ги истакнува. Образите делуваат подигнати, а тенот изгледа посветол, поради што вие изгледате помладо. Во маскарата се наоѓа жива која е отровна. Сепак, во овој случај станува збор за мала количина која не може да ви наштети. Живата е забранета во сите други мејкап производи, освен во маскарата. Поголемиот дел од маскарите се наменети за нанесување во еден или максимално 2 слоја. Таа се суши брзо, па колку повеќе слоеви ќе нанесете, толку се поголеми шансите дека трепките ќе се слепат и на тој начин ќе се создадат грудки. Ги слушнавте овие 15 кул факти за маскарата, кои што сигурно досега не ги знаевте. Кога патувате во некој нов град, најчесто адреналинот ве удира од сите страни, па имате премногу желби и планови за тоа што да видите, каде да одите и реално, потребно ви е некое време да се соберете и да го согледате новото обкружување во кое се наоѓате. Денес ви откриваме со што се борат, а што сакаат жителите на Лондон. Добрите страни на Лондон. Љубителите на уметноста нема да можат да дојдат при себе од радост кога ќе видат колку многу нуди Лондон. Тој на вистина има што да понуди. Од ноќни забави во музеите, па до дневни тури, изложби, аукции. Ние ви препорачуваме да го посетите музејот Tate Modern и галеријата Сачи, каде што предметите многу често се менуваат, па така ќе имате можност да доживеете нешто ново. Љубителите на храната ќе може да избираат помеѓу корејска, виетнамска, грузијска и перушка кујна, а храната која ќе можете да ја пробате во центарот на градот ќе го исполни сонот на секој гурман. Ве советуваме да ги пробате корејските палачинки кимчи, египетските кошари, кинескиот димсум и перушките пред јадења. Љубителите на шопингот ќе можат да избираат помеѓу неколкуте стоковни куќи, но и фантастичните улични изработки на Пикадили, како и бројните улични работилници на локалните дизајнери. Ние ве советуваме да отидете на Пикадили за време на викенд и да ја почувствувате вистинската енергија на улиците на Лондон. А ова се лошите страни на Лондон. Нема спонтаност.
Лондон е град во кој никогаш со вашиот пријател нема да се најдете на спонтано кафе, па дури и да живеете во иста зграда. Многу е тешко да ги поклопите вашите распореди. Далечината е доста голема, метрото полно со гужва, резервацијата во ресторанот е неопходна, па така шансите за спонтано гледање се сведени на минимум. Се планира со недели однапред, а тогаш тоа знае да ја изгуби својата магија. Нема завршување на повеќе работи во еден ден. Поради далечината, многу е тешко во еден ден да завршите неколку обврски, па сето тоа мора претходно да биде добро испланирано. Доста институции работат до 17 часот, исто како и фирмите, па понекогаш е невозможно, а да не се запрашате како луѓето магично успеваат да бидат на две места истовремено. Преголема гужва. Во Лондон постојано е гужва. Во музеите, галериите и рестораните. Туристите излегуваат од зад секој агол, па поради тоа движењето е доста отежнато. Луѓето кои живеат во Лондон за време на викендите избираат времето да го поминат дома, гледајќи серии или пак во некој од околните паркови, кои се вистински оази на мирот и зеленилото.